Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на Телевизија 24, со мене и со Мухич, а ќе продискутираме токму за она што и вие го иницииравте и денеска, што потврдува и дека ги следите работите, но и дека има многу прашања околу кои треба да се дискутира. Станува збор за она што велам беше и од неколкумина од вас денеска поставено како прашање во рамки на слободна тема, дали одиме во насока, односно како да одиме. Да одиме така што оние кои треба да ги подготват работите со добри законски решенија, ќе помогнат на правосудните органи да ги применат и да се дојде до правдата, со што всушност ќе почне да се расчистува со оној организиран криминал, криминалот во сферата на функционерите и ќе почне да се применува казнивоста. Дури имаше и коментари дали законот ќе важи ретроактивно, дали треба да важи и слично. Станува збор всушност за овие нови, најнови, ќе видиме дали ќе има други, но еве какви ефекти ќе има од овие измени на Кривичниот законник, кои вчера беа изгласани од пратениците и тоа дури со 76 гласа за, само еден против, без ниту еден прифатен амандман на комисијска расправа, без расправа воопшто, значи, односно расправа по однос на забелешката на експертите. Тоа всушност значи дека за овие измени на Кривичниот законник сите други партии дадоа подршка, измените поминаа брзо, тивко, усогласено, ако се иземе само дека од левица имаше коментари, односно дека тие не гласа и дека беше коментирано дека и со овие измени на Кривичниот законник не станува збор за системски кривичен законник, односно дека како претходната власт, претходно СДСМ и ДУИ, оние измени со кои се овозможи застарување на дела и паѓање на многу битни случаи, нема да се смени ништо ниту со овие измени, кои пак ги предложија пратеници од владеачката ВМРО ДПМН. Значи имаат свој подпис овие измени на Кривичниот законник, а имаат амин од сите партии, освен од левица, иако добро и ЛДП реагираа по однос на ова. Има навистина измени по однос на, да речеме, воведување на високи казни за во сообраќајот, брзо возење, со оние казни за трајно одземање на возилото, за затворски казни и така натаму. Понатаму има нов член кој предвидува семејното насилство да се гони по службена должност, да не се чека пријава од жртвата, што токму беше коментирано од страна на ВМРО ДПМН како реплика на критиките упатени од левица дека се унапредуваат правата на жртвите на семејното насилство. Така да тоа е она што, да речеме, се однесува на широката јавност. Но кога станува збор за функционерите како една посебна каста, тука имаше реакции и велам од експертската јавност, всушност само и од нив, затоа што сосема брзо, без какви да е коментари, беа усвоени овие измени. Така да се сведува на тие коментари и ставови на правниците дека со овие измени нема да се гонат министри, директори на јавни предпријатија, предложени од владата. Тоа е и оној дел што го дискутиравме денеска, каква улога или што треба да се бара од владата, од државата, се едно по однос на бизнис секторот, на предпријатијата, се едно, еве да речеме државните предпријатија.
како работат или не работат. Дали е тоа само нивна работа или е работа на вистина во доменот и на државата која би требало ова да го контролира. Токму тука беа и критиките дека обратно, наместо да се заострат, се декриминализира делот во јавните набавки по однос на местење тендери, техничка спецификација, фаворизирање на фирми, така што нема да се гонат министри, директори на јавни предпријатија предложени од власта. За да не должам многу, значи генерално, освен онијете суштински измени кои се однесуваат на нас граѓанството, кај нив, по однос на нив, за функционерите може да се забележат, барем и велам на оние места на кои укажуваат експертите, далеку поблаги казни споредени со оние од стариот кривичен законник, каде што имаше казни без горна граница. Со други зборови, не беше пропишан максимумот. За максимум се сметаа 20 на години, односно делата да застаруваат за 40 години. Сега имаме намалување, да речеме, на 5 години или застарување на 16 години, што би подразбирало застарување на големи проневери, дела на компании за 16 години. Така да, за разлика од порано, да речеме, кога членот бил поопшт, сега се прецизира дека ќе се гонат само функционерите што спровеле набавка без тендер или ако го сменат договорот откако ќе биде склучен, но не и ако има одредени малверзации, манипулации, местење под наводнициите на техничката спецификација или фаворизирање на одредена фирма. Она што исто така беше од вас, сликовито кажано од еден од вас, раката и ракавицата. Ракавицата е онаа која... Но да, затоа и е ракавица. Некој треба да плати за да биде заштитена раката. Дали раката се заштитува? Тоа се всушност дел од новите измени, каде што, да речеме, казните затвор казна затвор за функционерите не се предвидува максимална затворска казна, тие ги нема веќе, или застарување. Казната затвор најмалку за 3 години ја нема и за делото несовесно работење во службата. Има доста работи, треба да се анализира сето ова, но во тој контекст и денеска во 24 анализа ќе се дебатира токму за измените во кривичниот законник, дали тие одат во насока на посериозна одговорност или всушност само уште повеќе одат во прилог на амнестијата, застарувањето и така натаму. Граѓанските организации пак реагираа, упатија барање до допис до председателката Силјановска Давкова да не ги потпишува овие измени, затоа што според нив истите, особено велам кривичните дела за злоупотреба на службена положба и несовесно работење, ги намалуваат казните и го ограничуваат до сегашниот опсег на заштита на јавните средства, што би можело да доведе до правна несигурност и институционална конфузија во борбата против корупцијата, или задоцнија, може би наидоа на разбирање, но задоцнија затоа што председателката Силјановска веќе експресно ги потпишала измените на кривичниот законник, без оглед, велам, на бројните забелешки, особено за кривичните дела и санкциите за функционерите. Така да, ако знаеме какви беа и што донесоа измените предходни на СДСМ и ДУИ, сега имаме нови, тие се велам предложени од ВМРО ДПМН, усвоени од сите, освен од Левица, кои не гласаа против, кои не гласаа за, затоа реков еден против. А ќе видиме што ќе ни донесат на дело, односно токму со други зборови дали ќе видиме казнивост, посериозна одговорност или напротив сосема нешто друго. Во таа смисла и темата помеѓу законот и правдата,
На некој начин правосудството е сега ставено помеѓу законот и правдата или може да се каже слободно силата и правдата. Силата е токму во рацете на законодавната и извршната власт кои прават закони какви сметаат дека треба да бидат. А со тие закони понатаму треба правосудството да работи и треба да работи совесно и така натаму и да ја испорача правдата. Тоа е всушност темата, дали со ваков закон може сега како втора фаза да се работи и на она што му треба во делот на правосудството, а тоа е доследна примена на законите, за да почувствуваме и конкретни ефекти. Но во сите сфери, односно да немаме селективна правда, затоа што селективна правда всушност не само што јас би рекол, туку и тоа и потврдено и со дефиниции, дека единствено нешто полошо од неправдата е селективната правда. Така да поентата не е да се прави споредба дали во делот на зголемувањето на казните за широката јавност со обраќај жртви на семејно насилство, понатаму воведување кривично дело за објавување на видеоматеријали без одобрение и така натаму или особено сексуална експлицитна содржина, дека ќе биде казнет тој што ги објавува. Дали тоа значи всушност, дали им оди на рака на оние кои, да речеме, се евентуално инкриминирани, би биле инкриминирани со тие видеоматеријали, така што всушност наместо да се земат предвид, да се зема во иднина предвид содржината од тие материјали, ќе се казнува тој кој ги направил или ги објавува тие материјали, односно нема да смее да ги објавува затоа што тој ќе биде казнет, а секако дека нема да има импликации на оние кои се во тие материјали. Вашето мислење е всушност поднос на ова денешната тема, дотолку повеќе велам што ќе се дебатира денеска во 24 анализа, ќе се прави таа анализа на законите и на правосудството, а еве ние да ја направиме денеска вака како оној модел на граѓански парламент и да ги споделиме размислувањата кои сосема нормално и особено без подлабока анализа на овие измени не може да донесат веднаш заклучок, но во комбинација, велам, и со анализите кои ќе ги следиме како и вечерва, така и на други медиуми или настани, sejedno ќе можеме да го формираме и своето мислење. Конечно пак и сето она што ќе се одрази директно на судските процеси ќе биде и најдобар индикатор за тоа колку се овие измени успешни и дали се навистина направени со цел да се заведе ред, да се смали корупцијата, особено имајќи предвид дека со години се најавува овој кривичен законник, со години се го подготвува работна група, со месеци пак ВМРО ДПМН овие измени ги прави, затоа што тоа што со години се спремало, се покажа како навистина нешто сосема спротивно од она што би требало да биде или навистина може би тие го постигнале тоа што сакале да го постигнат. Така да останува да видиме што ќе се постигне сега со овие измени. Ова е темата за денеска, 6091 924 925. Повелете, добар ден, кој ни е прв? Добар ден, повелете. Слушаме? Да, се слушаме, повелете. Така. Исто, ја би предложил следно. Од председателката, премиерот, министрите, претениците, директори на државни фирми, сите градоначалници, да се легализира арамилукот, да можат слободно се што сакат да прават. Така да и судот ќе се растерети, ќе нема многу работа, и судот ќе се заврти сега на сообраќајките.
ќе си работи Аха. со овие сообраќајките, кој е згазил линијата, кој со возилото паркирал наопаку, судот ќе си биде, значи за мерак работата ќе му легни, Ќе има и работа, да. И... мислам, свесни се сите, пошто се на власт избрани, компетентни, грамотни, школовани, образовани, државата ќе штита, ќе работа свесно, слободно ќе да се легализира ромилукот, што сакат то да прават, никој да не ги чепкат. Да видиме до кај ќе појдат. Ова експеримент мора Македонија од тука да почне, од друго место не почнуват, се од Македонија. Јас би го поздравил Мицковски денеска, што слушнав прв пат, една реченица за бугарите што кажа тамо да ги спроведат од пресудите нешто спомна. Абе, 100 пати сум кажал Мицковски, кажи реципроцитет, устав со устав. Да го отворат тие, ние да го отвориме. И тука застани еднаш. Ко кажа то, како гризнато нешто. Аманен, толку не може да го изговори, ако не може дека му каже некој друг. Реципроцитет и точка. Немаме што да дискутираме. Ви да ги признаеле тие, знаеш, од пресудите нешто. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете, кој ни е следен. Поздрав до вас, повелете. Сум на линија. Да, во програма сте, повелете. Сега вака Исо. Кажете, да. Ова влада мнозинство има. Подхитно треба закон за потеклото на имотот. И Милорад треба да каже и за овој организиран криминал за време владењето на Груевски 3 мандата со Алиев Пети. Тоа да го каже овој, како го викаат, Милорад, а не Николче и започнал синовите, тебе ли синовите работат на Николче. Тоа Милорад да го каже за организиран криминал што го правеше Мијалко со онај од Каванаси, Чиро Шоше се вика во Росован, тоа до земјиште го продава, значи тоа организиран криминал, а за тоа што се одговорност и бившиот председател на Особниот суд у Каванаси, Лазар Надев, значи тука СВР одвеле со одговорност. Значи, у криминал Лазар Презен, бившиот председател на Особниот суд у Каванаси, на суд беше даден и е поставен за криминалец и сектор по криминалот во Каванаси по-широко, мислам, за Поврдарскиот регион. Значи, тука СВР од Велес, со одговорност и тоа е началникот на полицијата од Велес, кој од Каванаси тебе да ги разрешава овој Тошковски или Мицковски. И таму да се направи реформи во полицијата. Оси оние олигарци што му дават дозволи да градат станови во Скопје кај Holiday Inn и кај Continental. И оние лавајке и мамајке и гробиште да правеле за кучиња. И немаме леп да јавиме гробиште за кучиња. Па ни срамни перде имате. И тие агенции, кажа онај што е Гајдов, тебе да ухината агенција за филм, што ти знам и други работи. И тие невладени организации. И ете пари, така се пове буџетот. Значи да се земат и повторно судење треба. Значи, повторно расправа. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете, да. Вака, врска со темата, сакам да кажем неколку збора. Да. Отише работи за правосудството. Мислим дека никој тоа никој до сега нема го кажано. Вака, без разлика овие што се основните судови, каква одлука ќе се донесе, во кој смисол како ќе се донесе, најголема корупција има во судството во апелациониот суд. Тамо, без разлика, ја имам неколку случаеви, без разлика што ќе се донесе основниот суд, ако имаш врска во апелација, а тие судии во апелација се најкорумпирани судии. Они, во база на тие документи што ги добијат од основниот суд, они си на свој начин, без да ga странката да слушат, гледаат тоа, и таму се најголемите корупции прават. Еве тој случај што беше за тој студија што беше од неготино, исто на тој начин е правено. И мислим дека тука треба да се поведе, а ја имам случаеви неколку така,
која беше, например, сте си управо, али таму има некој си што имаш врска, те студија без да те праша мене, одма ме дадо на извршител, без одма за 24 сата таму апелација про студија, а некои предмети ги држат и со години. Сакам ти кажам дека најголема корупција што у судството има во апелацијата. Таму се тоа корумпирани студии, таму треба од корен да се скорне некој начин. И ево тоа нагласувам и нека ме слуша цел македонски народ дека тоа што ќе го тврдам точно е. Секој нека размисли, нека малку мисли вака логички помисли дека најголема корупција има во апелацијата. Таму е се, ја имам неколку случаеви што ми кажа луѓе вржени студии и со ова там. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Па почитан водителу, Повелете, да, ве слушам. вие понудивте соработка, така да кажам, со нас, да ослушнам вашето мислење. Така. Почитан водителу, тоа е многу коректно од вас. Ама дали е коректно од владата, од парламентарците? Еве, јавно прашувам. Ова мене ми наликува на, просто кажано, награда. Разбирате? Потполно се дава за право сега со ова, кради си ти министре, заменик министре, нема да биде казна како што беше порано, ако треба да те судат, па ова максимална казна од 5-6 години ќе ја направиме на 3. Каде иде ова? Почитам водител. Па брзо председателкава гордата Гордана изгледа недочитано го подпишала. Председател на држава, ве молам. А има право она малку да го задржи тоа, да го обработи, па да даде мислење. На што личи ова, ве молам, кажете ми? Па еве сега, мене ова знаете на што ме личи? Ова со судијава, ваму парите од зид таму што ги криел. Па на старт, они му даваат награда. Сега на старт му дадоа до знање дека нема да биде осуден на толку години колку што треба. И капак на сето тоа, неговиот адвокат уште на старт не видел ништо од случајот, кажа дека парите биле на родителите. Па така ли ќе го живееме животов ние преку судството? Ај кажете ми. Па еве ја, најпростачки, ја се прашувам. Сега судот со ова што понатаму? Судот има сега вина во ова што е донесено. И за нив награда, и за адвокати награда, а за лопови и арами најголема награда. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздравувам председателката Силјановска Давкова по однос на тоа дека ги подпишала, експресно објасни дека има забелешки во делот на казните за функционерите, но дека ова го смета само за транзициско решение, преодно, со други зборови. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, до вас се слушаме. Па видете вака, сигурно председателката подпишала пошто имала добар советник, ваш колега. Аха. Жел да спие порано, сега сигурно мирно се спие. Така. Така сега да во тој случај окей све, човек се намести таму. Ги поздравувам првиот и вториот јавувач или гледач што ви се јавија. Сакам да им укажам некои работи. Спомнуваат, имаат мнозинство, имаат ова. Ајде бе, другари, вие ги гласавте. Ајде сега кажете му, ова сега што почна, и со ова сега што почна, ова е сценарио на Србија. И ова ќе се деси само што у Србија уште има на 7 милиони колку има жители таму, има младина, има студенти, а овдека нема, овдека секој ден, вие треба да од сабајле до навечер, само да држите емисии вакви, овде е држава на пензионерите сега. И само овдека кога ти ги слушаш, сметат кај тебе и кај вас у телевизија плачат и кукат, а кога ќе биде таму и да зеде сендвич и со. Ова е сценарио, само не дај Боже да биде, не би сакал да ова. Значи и правда
и лаж, и закони, и све. Ова е сценарио што се дешава тек почетокот е. Јас мислам дека тек почетокот не дај Боже да биде како што е во Србија, ама како тргнало. Јас се надевам дека не дај Боже, ама ете сигурно ќе биде како што е во Србија. Ова више не се трпи. Не само од ова, него и од која било власт. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни е следен, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Знаете, смешна е председателка. Коментар транзицијски период. Па ние сме минали 6 народната транзиција, правиме 50 години. Не дај Боже, со законот сега речеме транзицијски период. До есен него донесат нови отказе, пукнат едни вонредни парламентарни избори и колку ќе трае транзицијски период? 2 години. Па дека оние други не го спремат казето, па дека се договорат партиски дали ќе се ваму таму, ете ти 3 години, ама в транзицијски период, а овие браќава ќе вршеат сега. Она преска што ти го кажа со ракавицата. Еве сега нов систем ќе ти кажам. Во МВР се купуваат униформи сега за полицајците. Од 3 понуди избрана е најскапата понуда. И сега кој е тука крив? Или земи го ова денеска што се фали орце 40 нови возила за комунална хигиена? Или евентуално новите автобуси? Кој му е советник на орце? Знаеш ли за автобуси? По сообраќај Ленин Јовановски. Ленин Јовановски му е советник на директорот, се извинам, на директорот на ЈСП. Човекот што има приватна флотила на автобуси, приватни што возат у ЈСП Скопје. Сега кога би се купувале нови автобуси, што мислите, кои автобуси ги протажираат? Кој ќе биде крив? Па комисијата зашто го спровела оваквото, а советниците што ќе притискаат тие автобуси, тие нема да бидат криви. Мислам, знаете, ова испадна смешно. Оние направија глупост што го поништиат членот, а овие па направија уште поголема глупост што го вратија членот, ама видовте како го вратија. И сега, пазете, уште се препукуваат у собрание. Кој е поголем криминалец? Добро, но гледате, со 76 гласа изгласано, практично со дотретинско мнозинство. Па, точно. Абе, сложика луѓе у петок мрзат, само треба не... Така, благодарам, поздрав, повелете. Добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. И многу кеф ми се напред преска на телевизија, кога видов онај Милеја на Киевски, како таму пуштил по браба, бе обратнал човекот. Гревот е невине, човекот нема ни грам кривица у себе, таа ленчели, како се викаше, Рисецкали, како се презива. Што конкурираше за судија или за што конкурираше она нешто? Аха, добро, така. Така, го притиснала за некоја друга белја што направи. Тој има многу гревови на душата, само ти кажам искрено, кога беше министр за транспорт на времето на оној Будимпешта. Значи, имаше многу гревови направено, ама ете го фатија за најтенкото атер за Джезбели за да ги придобијат у тоа време патриотиве да гласат за пропаст на Македонија, тоа е промена на име. И ќе му ставиме некој послабо дело, ама ова се закатанши за него и да му го има пролено пикот. Пак зборам околу тие измени, сваќаш, значи, тука е некаде. Значи, не ќе да играме вака, ама вака ќе играме по моје. И навивам за неа, да ти кажам искрено, ама многу навивам за неа. Тој не смее да биде на слобода. Тој има многу пропастено луѓе, фамилии, чудесни на времето кога беше министер. Знам и како се лигавеше кога беше министер. Правевме некоја утакмица, кога бевме помлади таму, он беше министер тогаш за транспорт. Сум се изненадил колку, значи, може човек да проба да те девалвира, да те понижи тоа, значи, како се живljаваше со сите таму, што бевме у публика и на терен, што игравме и све и свашто. Така да, некој му е среќен пат у некој затвор таму, кај што ќе го стераат, само не верувам ќе го спасат овие патриоти да ви им треба. Овие измени што ги прават казнен закон, нема да пројдат. Мислам, они ќе си пројдат, ќе си, ама ќе важи само за мене и за тебе. Ја да бидам обвинет, ти да бидеш. Поздрав. Благодарам, поздрав, но добро ако е така како што велам и на што укажуваат правните експерти, тие слабости и така натаму, ќе важи и за нив. За нас ќе важи, мислам, за јавноста, за граѓаните, како што кажав, зголемување на казните и така натаму.
А за нив исто така да важи, а тоа е дека, велам, посочуваат, ги нема органите на управата, министрите нема да се гонаат и така натаму. Така да, и тоа може би, ако важи, ќе се применува целосно. Повелете, добар ден. Така како што е... Поздрав, да, почит, повелете. Господин Исо, Повелете, да. многу разочаран од изјавата на председателката. Незината изјава само потврдува дека навистина многу работи не се во ред. Тоа го даде некако таа изјава како уплашена да е и навистина сум разочаран. Тоа што е уплашена, веројатно се вршат големи притисоци, односно во Македонија незината изјава фактички е обична потврда дека во Македонија е создадена голема експлоататорска класа, господин Исо. Јас не знам што мисли Мицкоски со овие работи. Може би него го уценуваат. Или и тој е влезен во таа шема, па сега се заканува со некои зборови се додека сум јас председател, те ова, те она, и смета на наивноста на народот. Толку, господин Исо, благодарам. Ви благодарам и јас ве поздравувам, повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Не се доискажев пре, само кратко. Аха. Значи, како што не застарува наплата на долг кај извршител, Так. ништо не смее да застарува. И најситен криминал, ако се докажи, ако оштетениот прикажи да се формира комисија од екстра правници, да речем докажани над 50 години да се по возраст, домаќини да се испита потеклото, една како обвинителството, специјалното обвинителство што беше, така да се оформи, и ревизија на све, нормално ретроактивно да се врати све, ревизија на све, и тоа е тоа. Никако застарување на ништо. Подкитно. Ова со председателката ја слабо пратам, вака, некои емисии, вака, на YouTube претежно. Не можем да поднесам многу да пратам изјави на вакви такви функционери. Так. Значи, председателката, јас мислам дека од уплашена, подзакана, тоа е преку трети лица, и Мицковски е сигурно така подзакан. Треба секој на функција да е храбар да се протистави. Од и полицијата и војската е на власта. Значи, створени се после дефектната приватизација, не да е енормна сума спрема бројот на жители. Во Америка нема, спрема бројот на жители, кажувам. Такви злосторници финансиски има. Тие пари сега да ги задржат. Па со 20, 30 до 50 тилјади евра ќе платат, ќе биде убиен кој се сакате во Македонија. Каква заштита има? Во Америка има специјална заштита, ама овде нема таква заштита никој функционер, премиерот, председателката и некои министри клучни. Значи, затоа треба тајно со полицијата и војската ја имаат. Благодарам, ве поздравувам, да добро, би рекол не само според број на жители, споредено ете Соединените Американски држави и кај нас туку, и независно од тоа, мислам дека не може да се спореди во корист наша, колку брзо кај нас богатење има. Тоа, мислам, апсолутно. Сад секако го нема. Ни пропорционално според број на жители. А уште број на жители уште полоша би била таа статистика на наша штета. Брзо богатење и вредноста колкава е во милиони, за колку кратко време. Така да тоа е клучната поента, дали со ова нешто ќе се смени. Токму ете и подписникот на овој првиот подпишан на овие измени на кривичниот законник е пратеникот Бојан Стојановски. Тој вели дека неколку месеци е подготвуван со експерти и дека со нив ќе се заострела казнената политика за функционерите.
Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Добар ден, господине Исо. Молам, повелете, да. 2023 година. Така. Госпоđа Мадич, која беше заменик министер за правда, Да. настила го протурка казнениот законник, кој всушност беше закон за заштита на криминалците. Тоа беше нешто катастрофално, секој член, не само тој 353. Не само тој член каде нема да одговараат за тендери, туку многу други нешта. И нема време, кратко е. Не, ма јасно е за стареа еден куп предмети тоа. Уставниот суд, роковите за застарување ги сведија тогашните властодржци да не одговараат. Уставниот суд можеше 2023 година едноставно да го поништи тој закон, ако воопшто работеше Уставниот суд со председателката Кацарска во интерес на Уставот. Бидејќи не може заменик министер воопшто да поднесе предлог нацрт за закон, тогашниот министер не го ни подпиша. Чисто политичка работа спроведоа криминална. И Уставниот суд исто така одмолче на тој криминал и дури во 2025-та побара од парламентарците да ги изменат некои одредби од законот. Значи и Уставниот суд се ги испра своите раце. Мене партиите не ме интересираат, вистината ме интересира. А особено и правдата е тука до вистината. Таа е под неа. Немаше што да прави парламентот во моментот, освен да направи преоден закон. Бидејќи од сега, крај на јануари, до јуни најдосна треба сите закони веќе да бидат изгласани, ама и да пројдат на Венецијанска комисија. Значи, За жал, веќе истече времето. Ајде, во прилог на ова само да дополнам, да, и Уставниот суд, но освен него и Европската комисија. Во последниот извештај тоа и директно се нотира, пишува дека кривичниот законник треба да се смени. Независно со исто така пораките и од евроамбасадорот во земјата Рокас и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Па, еве, например, колку што дознав, јас сега и јас не ги имам сите информации, значи, кај функционерите нешто е изменето, што и некоја, кај јавните набавки, што има и некоја логика, бидејќи функционерите немаат дискреционо право за јавните набавки, него тоа го одлучува тендерска комисија. Значи, тендерската комисија е за тоа надлежно, не може да биде одговорен функционер како поединец. Но од друга страна пак нема измена кај други кривични дела, а кои може да се искористат за санкционирање на криминал. Еве, например, не е интервенирано, односно остануваат кривичните дела давање и примање подкуп. Тука нема измени. Против законито влијание. Тука нема измени. Злосторничко здружување. Злоупотреба на постапката за јавна набавка, противправно стекнување на имот, перење пари. Значи, тие кривични дела и членови не се воопшто гимнат, значи остануваат. Значи, ако обвинителството сака некого да гони, може по овие членови да ги гони. Сега политички имаат забелешка, некои имаат, Апасиев имал забелешка, добро. А за СЈО Апасиев има забелешка или нема забелешка? Или супер работеше СЈО? Колку криминал откри СЈО, освен кај Грујо и кај Гордана Јанкуловска? Или па Апасиев, каков коментар има, што Жан Митрев рече дека едни двајца мангупи од СД сакаја да му ја превземат болницата. Тоа под кое кривично дело да го подведеме? Тука нема Апасиев забелешка. Нити пак со овој судијата Зидарот, затоа што 6 години носеше одлуки по мерак на... Така, да, благодарам. Ајде, ќе продолжиме секако, ова е обширна и долготрајна тема, но ете ја отвораме во оваа прилика. Повелете, добар ден, повелете. Кој ни е следен? Добар ден, се слушаме ли со некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушам.
Добар ден, господин Сров. Поздрав, да ве слушам, почете. Колку е бедно продадените душички на политичките партии во Македонија да ги ститат властите кои се на власт или кои што били на власт. Колку е бедно, колку е жално за Македонија, за македонските граѓани. Јас вако отворено уште едно ќе кажам, јас вистина сум свестеник, меѓутоа затоа со години сум апелирал да не дојде до ова, дојде до растурење на Македонија, дојде Македонија криминалци да владеат со криминалци да владеат со Македонија, дојде во Македонија да остане без македонци, без граѓани. Ги повикам сите мои честни колеги свештеници, сите кои се честни па и владици. Излеземе да ги поведеме нашите верници што се станати тука, да се спасиме од ова робство, од овие криминали, од СДСМ, ДПМН и ДУИ. Да се спасиме, да се вратат нашите верници баре во црквите. Ние ќе нема утре кого да каштаваме, кого само пензионери ќе се погребуваме утре. Нека им служи на чест сивови поддржувачи на ДПМН, СДСМ, ДУИ и БЕН. Тоа кажува, тоа е за тоа моето кажување кратко, ама јасно кој може да разбери, кој може да свати. Не се бораме за лични интереси, не се бораме за интереси на моето семејство. Ние сте научиле со плод да работиме и да страдаме и да патиме и така на така. Меѓутоа за татковината и за верата животот го даваме. Ако има такви честни колеги во Македонија, парохиски свештеници, нашите граѓани се честни граѓани што не се продадени, не се лицомери, продадени душички ДПМН, СДСМ, да поведиме нашите верници да ја спасиме Македонија. И сите поштени граѓани на Македонија повикуваме. Иначе вака спас немат. Гледате, си носат закони сами да се штитат. А носат некој со еден товар дрва ќе фати или 10 ќе ма пиздил, ќе остават затвор. Стирувам некој, тој мора да се донеси дрвти да се огрит или не прашале тие зошто тие соколите носеле дрва. Нема не плата да. Така, ете, истече времето, ве поздравувам. Добар ден за следниот учесник, повелете. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете. Абе, човек да слуша, ама да не мера на своите уши. Само слушаш полицаец од Радишани, кај автобусик имало, ама главен советник на граначалникот бил Ленин. Абе, са ти човек, сакаш автобуса или не кеш автобуса или ти е битно кој е главен советник? И шо врска Ленин со сетото? Ти сакаш добар превоз за Скопје или не сакаш превоз? Ленин бил. Кој да биди? Еден твој одбер и нека биди. Или ова тунело што се јава од кај железниците. Не верувам во обвинителство, не верувам било шо. Еве во шансата. Уште трај конкурсо, а Пасиев нека биди, тој главниот јавен обвинител. Ево ви реална власт, а покажете вие од левица, што цело време плукате по ова власт, како ќе ги решите сите работи. Ево ви реална власт. Нека има кандидатура, сите ќе го веројатно сите ќе го изберат Пасиев и да видиме иначе ќе тргне ова правосудство како што треба. Не само ако е ИСО, зошто е ИСО? Ама требаше да биде ИСО. И сега што правиме? Како можете вакви дволични да бидите, двосмислени да бидите? Дај, кажете, предложете нешто да тргне ова работа како што треба. Ако има автобуси, зошто е овој? Ако има правобранител било кој, зошто е тој? Кажете, речете било како. Ајде, Исо, не можам да се нервирам. Не се нервирајте, добро ете. Да слушнеме што повеќе размислувањето е само предност. Добар ден, повелете. Ете, со таа цел го поздравуваме следниот гледач. Повелете, добар ден. Благодарам. Да, вие сте. Па, зошто Ленин да не биде? Па да не биде затоа што тој. Дали се слушаме? Да, затоа што тој само продолжи. Затоа што тој беше иницијатор да се штрајкува кога беше Даниела градоначалник. Тој ги правеше штрајковите. Зошто тој да биде? Ете, за тоа не треба да биде. Тогаш не беше добар, немаше никакви услови за работа, а сега преку ноќ што се случи? Советник стана човекот. Како и некои многу други. Јас знам на Кисела вода, градоначалничката има советник од 20 години. Тој ќе ја советува не иде. Па советникот треба да постар од градоначалникот, да има повеќе искуство за тоа што советува. Ете, ВМРО такви советници става. И сега темата е проширена амнестија или поголема одговорност. Па секако проширена амнестија. Дотолку повеќе што се знае кого ќе амнестираат. Што не е јасно?
А председателката се секирала дека ме исто заради она безбеден град го подпишала. Па каква врска има каже со безбеден град? Тоа е по друго министерство, ова е по друго. Баш като тоа не е на ист хартија. Со ние кои идеме на лекар, цело тело не го прегледуваат. Или само тоа што не боли. Зошто не пратиат на друг доктор? А еве мене вчера ме пратија кај вас да се лечам, иако не сте доктор, да лечам фрустрации. Ама некој треба да лечи, како се вика она, што пати од низок квалитет на неговото однесување. Па како не му е срам? Досега лепо плакати, ама Мицковски не го ставил на првото солче. Па сега ќе ги обвинува сите што се јавуваат на телевизија. Па ете ти го Мицковски што толку го браниш. Па не имаме право да критикуваме кого сакаме. А он нема право нас да не озборува. Буквално. А ако сака да биде до Мицковски, нека иде, нека седне на првото солче како Мицковски што седи за Трамп. Па барем ти имаат иста квалификација. Да не употребам некој друг збор. Ве молам, не им дозволувајте да навредуваат. Ве молам. Значи, на вистина, некои се страшно безобразни. Ете им го Мицковски, никој ние ништо лошо не рековме. Пошто е премиер, имаме право да Да, благодарам ви, поздравувам секако, да апелирам да задржиме едно разумно ниво, да водиме сметка за етиката, моралот, чие отсуство го покажуваме токму преку начинот на кој ние се изјаснуваме, комуницираме тука, секој за себе. Затоа, ете, во принцип, да, секако, јас апелирам, вие кои се чувствувате допрени, не се иритирајте толку, затоа што, велам, треба внимаваме на кој начин зборуваме, тоа дава карактеристика за самите нас, какви сме. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас се извинувам. Повелете, да, добро. Многу ми значи. Еве го замолувам тој господин да не нарекува, инаку не ми пречи, да не нарекува јадни партиски душички, што ја знам и што ја знам, бидејќи не е така, мене ме интересира правото и законите. И вистината. Инаку во законите никогаш не постои идеален закон, секој ќе има пропуски. Работата е што овој во преот закон многу брзо ќе биде променет со вистински закон, каде ќе бидат многу повисоки казнените одредби. И со тој нов ќе бидат гонети нова власт, сега која ќе замине од власта. Додека овие што направија веќе многу кривични дела, ќе се повикуваат на претходниот. Ете тоа, а зашто ја набредуваат господјата председателка, која толку многу знае право, навистина многу знае, зашто наведнала глава. Па еден човек што е многу високо духовно изграден, обично наведнува глава, со почит се однесува. Било кој збор кој ќе го искаже, таа е високо морална личност, извинете. За експлицитните содржини со секс. Точно е. Треба да биде казнет тој што ги изложува во јавноста. Благодарам. Ви благодарам и јас, поздрав. Повелете кој ни е следен, добар ден. Веќе ете ни истече времето, но ајде ќе продолжиме секако веќе утре. И би рекол, колку повеќе мислења имаме прилика да слушнеме, толку можеме и поблиску да допреме до состојбата каква ни е воопшто. И во однос на тоа какви сме ние и како размислуваме и какви се состојбите. Затоа ете навистина добро да дискутираме што е можно повеќе и ќе продолжиме секако како по другите, така и по однос на оваа тема која допрва ќе биде актуелна токму во насока како ќе се развива истата. Благодарам што ете вообичаено добро полемички се развива нашата дискусија тука, што значи добро употребено време и ви посакувам исто така добро позитивно времето да ви биде и во ова, па веќе и доцна попладне може да се каже, што значи и во вечерта. Довидување.